говориме за канализационата мрежа, која што всушност е исклучителен важен систем за функционирањето на еден град. Во главно во ова вклучување ќе говориме за канализационата мрежа во Скопје. Како правилно да одржуваме истата, колку е стара, но воедно и во каква состојба. Ова утро заедно со нас Борче Ѓоргиевски од Водовод и канализација. Да му посакаме добро утро. Добро утро. Драго ми е што имаме можност да говориме на градска тема, општествена тема, која што ги засега нашите граѓани. На самиот почеток ќе прашам колку е стара нашата канализациона мрежа? Канализационата мрежа, канализационите линии датираат некаде од почетокот на 20 век, поточно после 1910 година почнуваат да се прават организирани канализациони линии. Претходно биле отворени канали за атмосферските води, па и за фекалните. И така, се повеќе и повеќе се развива помеѓу двете светски војни, да речам веќе современ тип на канализациони линии, помеѓу двете светски војни, но најголемиот развиток, односно изградба на канализационата линија е после земјотресот со новиот урбанистички план на градот Скопје. И од тогаш, се развива се повеќе и повеќе, како што се развива градот, како што се шири, така да до модерната, да речеме, современа канализациона мрежа со колекторскиот систем веќе во последната и предпоследната деценија од овој век, да речеме од 2018 колекторскиот систем од двете страни на реката Вардар, кој што тече, и кој што ќе се заврши со изведбата на пречистителната станица која што е веќе во фаза на изградба. Кажете ми, во каква состојба моментално е самата канализациона мрежа? Канализационата мрежа функционира, независно колку се стари цевките, нормално не може се да се промени, односно да речеме ние дека треба или дека е промената целокупната канализациона линија во градот Скопје, тоа е невозможно да се промени целата, да биде нова. Туку се прават реконструкции и санации онаму каде што ќе се појави проблем. Најчестиот проблем е секако, повреда, физичка повреда на цевките или дотрајаност на старите цевки кои што се употребувале, керамичките цевки, се си има свој век на траење и сето тоа се обновува, се реконструира етапно, односно по, да речеме, потреба. Колку чест дефектите, така да го наречам, затнувањето на самата канализација? Дефектите се многу чести. Видете, сега ние тоа го нарекуваме дефект, запушувањето го нарекуваме дефект, меѓутоа јас би ги одвоил нештата. Дефект е повреда на канализационата линија, односно прекршување, да речеме, кое што или дотрајаност, каде што канализационата цевка ќе пукне или ќе има прекршување, со натиснување на земјиште или повреда или со ископи и така натаму, се појавуваат и такви дефекти, но тоа е поретко, а запушување има многу често, запушувањата се секојдневно и запушувањата исклучиво зависат од начинот на употреба на канализационата линија од страна на самите граѓани. Каква е таа правилна употреба за да не дојде до тоа, бидејќи напоменавте дека е најчест проблем, ги тргнавме на страна дефектите? Па да речам, правилна употреба е она што канализациониот систем, односно канализационата линија или мрежа е направена исклучиво за фекалните, да речеме фекалната канализациона линија е направена исклучиво за фекалните отпадни води, кои што се собираат урбани отпадни води, кои што се собираат од купатилата, од купатилата и од кујните, и не е направена да се фрла ништо во неа. Тоа значи дека ако ние ништо не фрламе друго, освен отпадните води кои што се од купатила и од кујни, нема да имаме запушување. Запушувањата настануваат ако во канализационата линија се фрлаат разноразни нешта, меѓу кои најчесто, да речеме, она што се употребува, влажни марамчиња и секако, се друго што би се фрлило или што би паднало во канализационата линија, односно во канализационата шолја, сето тоа предизвикува запушување на канализационата линија, по самите вертикали и хоризонтали во самите објекти. Дали тоа запушување би дошло, например, ако 3 пати поред се однесуваме несовесно и фрлиме таков вид на отпад, или треба константно однесување за да се случи тоа? Видете, од невнимание може се да се случи и да падне било што во канализационата шолја, од невнимание може. Но употребата, онаа константна употреба,
Јас ви велам сега и тоалетната хартија која што е цело таква, мислам цело она ролна ако ви падне и тоа може да запуши, нели, заради тоа што самата шолја си има S, наречен S сифон, нели, со кривини, нели, за да стои таму водат, и ако таму падне нешто што нема да е проводно, нормално си имаме проблеми за пушување. Или сето тоа ако помине во нашата, веќе шолја ќе заглави некаде на вертикалата или на некоја си колено, кривина, косарачва и така натаму и така натаму. Така да не смееме, не би требало, ако сме совесни, не би требало ништо апсолутно да не фрламе во канализационата линија. Сето тоа да се фрла во корпа за отпадоци. Затоа си постојат корпи за отпадоци, нели, комунална хигиена е таа што ги чисти контейнерите кои што, нели, го чистат ѓубрето и така натаму. Така е како што и треба да се однесуваме. Често сме говореле на оваа тема, верувам дека сте говорели за други медиуми и еве повторно велите дека ова е најчест проблем. Дали сметате дека вака со јавното говорење и отварање на оваа тема се подигнува свеста на граѓаните и прават разлика што е соодветно фрлање на отпад и каде треба тоа да се направи? Мислам дека има подобрување, нели, совеста се подкрива секако и со оглед на тоа дека самите си имаме по тоа проблем, зборувам и финансиски, али ајде финансискиот дел можеби ќе се надмине, да речеме, тоа отпушување што чини, не знам, по 2000 денари од работен час и така натаму. Меѓутоа, знаете кои проблеми се фекали дома, нели, да независно дали е во куќа, дали е во стан, било каде, и да имате отпадни води во станот и да се занимавате со тоа. Мислам, тоа е во 21 век. Тоа значи дека секој треба да биде совесен, секој, и потребна едукација, особено за младите, кои што, да речеме, јас пак ќе речам, има подобрување, нормално. Многу често говориме на оваа тема, веќе сега можеби досадни стануваме, но постојано говориме на оваа тема и апелираме апсолутно ништо да не се фрла во веќе шолјата и во канализационата линија, ниту во шахтите надвор. Има несовесни граѓани, тоа веќе би го нарекол вандализам, има несовесни некои кои што ги отвараат шахтите надвор па фрлаат, не знам, разно ѓубре. Мислам, тоа треба да се знае дека апсолутно канализационата линија апсолутно ништо не треба прими друго освен отпадни води. Благодарам многу за одвоеното време и што повторно ги потсетивме гледачите околу самото одговорно однесување кон канализационата мрежа. Ви благодарам и вам за поканата и пред се за она што ни давате можност да презентираме пред граѓаните како стојат нештата и да апелираме со замолница, затоа што тоа би било корисно за сите, да не се фрла ништо во канализационата линија. Благодарам многу уште еднаш. Ве поздравувам од пред јавното претпријатие Водовод и канализација. Говоревме на тема која што верувам дека ги засега нашите граѓани. Ние се гледаме повторно за 1 час од сега тукму во второто вклучување на лице место во нашата утринска програма.